Денес се наоѓаме во непосредна близина на булеварот Србија, пред новоотворениот од прилика еден месец Джевахир мол, кој што е дел од комплексот Sky City, кој што е составен од 4 облакодери, познатите турски облакодери, односно познатите 40 катници. Од оваа страна на булеварот има голема концентрација на луѓе во самите 40 катници, но воедно од другата страна се наоѓа реонскиот центар Аеродром, кој што е комплекс од, би рекол, десетици згради во кој што живее голем број на население. Граѓаните од реонскиот центар Аеродром, кои што доаѓаат во молот од другата страна на булеварот, имаат на располагање два пешачки премини кои што се наоѓаат на семафорите некаде позади и напред. Помеѓу овие пешачки премини, односно семафори, има нешто повеќе од 800 метри. Граѓаните, бидејќи не одат до самите семафори, го сечат самиот булевар, односно ги сечат сите коловозни ленти овде на лице место во непосредна близина на молот, со што се изложуваат на голема опасност. Бидејќи, како што реков, фреквенцијата на луѓе е многу голема, бараме од градот Скопје по барање на самите граѓани кои што гравитираат на ова подрачје, итно, односно најбрзо што може, да се уреди еден пешачки премин некаде на ова место. Стручни лица од сообраќајната област тоа најдобро знаат каде треба да се направи, но исто така од пријава на граѓани, наша перцепција дека пешачкиот премин нема да биде најдобро решение, бидејќи луѓето кои што од 40 катниците со своите возила се приклучуваат на булеварот, тоа мора да го направат под 90 степени агол и директно излегуваат на булевар, каде што и нема лента за забрзување, нема семафор, со тоа се изложуваат на непосредна опасност од сообраќајна незгода. Истото важи за жителите кои што од долната, од другата страна на булеварот се приклучуваат на овој булевар, со ставањето, односно со градењето на еден кружен тек некаде на ова место, стручни лица од сообраќајната област тоа точно ќе го утврдат, ќе можат и возилата од едната страна на булеварот спротивно на Sky City, но и возилата кои што излегуваат од комплексот Sky City, како и од околните згради, ќе можат безбедно да се приклучуваат на самиот булевар Србија. Воедно забележливо е дека на ова место имаме само две коловозни ленти, две сообраќајни ленти, поради што е потребно овој широк тротоар да биде уреден како уште една коловозна лента, бидејќи тоа го налагат потребите на граѓаните, според оние пријави кои што ние постојано ги добиваме. Да напоменам дека само 100 метра подолу имаме и две бензински пумпи кои што дополнително го зголемуваат сообраќајот на ова место. На неколку стотини метри одовде се наоѓа основното училиште Александар Македонски, веднаш до него имаме градинка и спортски комплекс. Од другата страна на неколку стотини метри се наоѓа армиска касарна во која што е сместена воената академија. Едноставно целото ова подрачје врие од луѓе, така условно да кажам, и е потребна итна реакција. Благодарност до градот Скопје кој што досега сериозно ги сваќаше сите наши укажувања и се надеваме на брза реакција.